Патот на Македонија кон Европската унија ќе биде блокиран ако не го отвори уставот. Бугарскиот европратеник Илхан Кјучук е уверен дека има можност преговорите да продолжат, ама ако ова го исполниме. Ако меѓу Българија и Северна Македонија нема доверие. Процесот на преговори меѓу ЕУ и Република Северна Македонија се уште не е започнат, бидејќи се чека да заврши скринингот кој ќе потрае известно време. Од бугарското искуство знаеме дека тоа трае од година и половина до 2 години и мора да се дадат оценките за тој скрининг. Бугарија пак не заборава да не потсети дека се зависи од нив. Последна е бугарската подпредседателка Илијана Јотова, која тврди дека ситуацијата во Македонија е комплицирана и секој што мисли дека работата е завршена е наивен. За разлика од македонските власти и нивните упорни повторувања дека идентитетот е забетониран, Јотова нагласува дека Франција е разбрала бугарската позиција и затоа со преговарачката рамка е предвидено вклучување на бугарите во уставот да се случи пред вистинскиот почеток на преговорите. Това е голям успех за България, защото... Ова е голем успех за Бугарија. Средбите кои беа на највисоко ниво, бескрајните телефонски разговори со европските лидери, ќе беа избегнати ако институциите си ја вршеа работата уште во 2019-та, кога тогаш се донесе резолуцијата во Народното собрание. Ќе има неколку инспекции од Европската комисија, неколку извештаи од евалуацијата на Советот, каде Бугарија ќе мора секој пат да подсетува на својот став. Но по сето тоа што се случи во овој многу тежок преговарачки процес со бројни средби, разговори и диалози, мислам дека Европската комисија и земјите во Советот ќе бидат доволно внимателни. И додека пораките од Бугарија се постојани и јасни, државниот советник за европски политики во Македонија Драган Тилев бара да се одлучува брзо и исправно. Сосема е јасно од заклучоците на Советот и од изјавите на политичките челници на ЕУ дека преговорите нема да можат да продолжат, доколку не се случат уставни измени. Тоа е голем товар за нашето општество и голем политички предизвик кој не смее да тлее долго. Според Тилев, доколку билатералното прашање со Бугарија го одложи или целосно го блокира пристапниот процес за наше членство во Европската унија, тоа би било стратешка грешка.